зборуваме токму за еден од предизвиците со кои што се соочуваат родителите, а тоа е дилемите кои ги имаат во ова ново дигитално време, ако зборуваме за децата кои што навистина се секојдневно соочени со технолошките уреди, дали тоа биле компјутерите, дали биле телефоните, таблетите и слично. Ќе зборуваме на оваа тема, ќе одговориме на повеќе прашања кои што се всушност дел и од прашањата или темите кои ќе се обработуваат и на утрешната работилница која што ќе ја најавиме, а ова се инаку теми кои што ги има во водичот за медиумска писменост за родители и старатели на деца од 5 до 10 години, дигиталниот свет на генерација Алфа. Има повеќе информации кои што би сакале да ги кажеме, да ги споделиме, да информираме и на некој начин да едуцираме со цел да се најдат можеби прашања на овие дилеми, но и да се улесни тој дел од, да речеме, животот на родителите кои што секојдневно мака мача со тоа дали треба да се намали времето поминато пред компјутери, колку и како, дали треба воопшто да се забрани и слично. Постојат повеќе прашања, но овие прашања ќе се обидеме денеска да дадеме одговор со Дејан Докузовски, кој што е заменик директор на проектот на УСАИД за медиумска писменост. Дејан, добро утро за вас и добро дојдовте во нашето студио. Добро утро, ви благодарам на поканата. Мило ми е што ќе имаме можност да отвориме една ваква важна тема, особено важна за сите родители, бидејќи ова алфа генерација, јас ќе кажам подетално што значи алфа генерација за сите оние кои што не знаат. Ова алфа генерација живее во дигитално време и во дигитално опкружување и за нив е сосема нормално да пристапот до сите овие уреди биде секојдневен, да биде чест и да биде постојан. Но од минатите генерации или генерациите на родителите и од она што сме го живееле во минатото време, малку е чудно и затоа се поставуваат дилемите дали да се поминува толку време, каков ефект има, како да се контролира, дали да се контролира кои се позитивните, негативните страни и слично. Споменав дека ќе кажам што всушност значи алфа генерација, за да бидеме малку појасни. Вашето дете е дете на генерација алфа, едно од 264.056 деца на оваа генерација родени во Македонија. До 2025 година ќе биде едно од 2,5 милиарди деца кои живеат на овој свет. Генерација алфа е генерација родена по 2010 година, именувана е според првата буква од грчката азбука алфа од страна на австралискиот социолог Марк. Првата вистинска генерација на 21 век која е родена во целосно дигитално опкружување, ги нарекуваат стаклена генерација, палец генерација, скринејџери и дигитални домородци, бидејќи за нив физичкиот и дигиталниот свет имаат ист облик и често тие имаат еднаков однос кон овие две стварности. Тоа е она кое што се наведува во водичот, кој што има своји автори, ќе споменеме и за водичот, ќе позборуваме и за главните прашања. Повели Дејан, морав да дадам ваква малку подолга најава. Ви благодарам за најавата. Да, значи денеска ќе позборуваме малку за она што го викаме ние приречник за родители токму од генерацијата алфа. Разбирајќи го пристапот не само на нашиот проект кој што работи на воведување на медиумската писменост и во формалното и во неформалното образование, размислувавме дека од особена важност е сега за родителите кои што многу често се справуваат со оваа дилема како со своите деца кои се повеќе време поминуваат пред малечките екрани, особено на телефоните. Сметаме дека има одредени техники кои што се важни за секој родител, за секој старател, за чичковци, вујковци, тетки кои што поминуваат време со децата, едноставно да повнимаваат на одредени работи затоа што точно е така, оваа генерација алфа најголем дел од своето време знае да го поминува на маличките екрани. Да. Нивниот фокус е постојано таму и тоа не е нешто што можеме или треба да го забраниме, но е нешто што треба да имаме многу внимание, што треба да го регулираме и да им помогнеме низ процесот. Да. Ако се прашуваат сите родители и оние повозрастни генерации за тоа како правилно да се соочиме со предизвиците на дигитализацијата, што е тоа што е правилно, дали воопшто може да се одреди тоа како стрикно тоа и тоа е правилно и така треба да функционираме или да ги воспитуваме или насочуваме нашите деца по некоја шема, или тоа треба да биде индивидуално според тоа како детето е, да речеме, насочено кон тоа, како и во колку пати во денот или во колку временски период сака и посегнува после тоа, зависно и за нели ако зборуваме за помали деца како што се вели од 5 до 10 години. Значи тука постојат многу фактори кои што мора да се земат во предвид. Треба да внимаваме и на фактот дека изложеноста не може да се исклучи, но треба да се регулира. Тешко е да се даде време, дали 1 час, 2 часа во денот. Многу е тешко да се даде таков податок, каде што ќе зборувате за колку време, бидејќи
многу зависи од каков тип на содржини консумира детето. Ако сакаме да бидеме, така да кажеме, не успешни родители, ама родители кои што многу внимаваат на овој сегмент од медиумската писменост и од дигиталната писменост кај децата, родителите и старателите мора да самите да се образуваат во овој дел. Она што велиме човекот учи додека е жив е многу повеќе точно и денеска, затоа што родителите мора да бидат постојано во контакт со развојот на медиумите, на гледате технологијата колку побрзо се развива. Се развивала порано брзо, ама сега веќе москавично брзо се развива и тие за жал или за среќа мора постојано да учат за да можат подобро да ги разберат своите деца, да видат каков е нивниот свет во кој што припаѓаат, за да можат и да ги одбранат од дел од проблемите со кои што може да се соочат, бидејќи изложеноста на опасности е дефинитивно може да биде голема користејќи ги овие алатки ако не внимаваме и направиме одредена регулација. Не постои родител кој што не сака да обезбеди сигурност и безбедност за своето дете. Од друга страна, многу би било строго и ригорозно ако скроз се забрани во ова време во кое што живееме да се употребува дали компјутер, телефон или таблет, но како што се вели, како што најчесто експертите советуваат да биде тоа ограничено. Колку, како што, веројатно и тоа е дискутабилно. Но ако зборуваме за обезбедување на безбедноста на сопствените деца на интернет, прашањето е и како да се заштити детето од потенцијални сајбер злоупотреби и онлайн предатори и сведоци сме на различни последици, за жал, од токму од влијанието кој што го има сето она кое може да се најде на социјалните мрежи и платформи. Така. Она што сакавме со овој приречник да го направиме на некој начин да дадеме некои мали совети, алатки како тоа да го изведат, бидејќи барем од она што во нашето окружување многу често го гледам кај млади родители, ретко кој успева да постави апликации за да внимава колку неговото дете користи интернет. Мал е бројот на родители кои што ги поставуваат оние YouTube Kids апликациите или на пример постои и детска верзија на Google која што се вика Kiddle, на кој што можат децата да пребаруваат, значи на многу побезбеден начин, каде што изложеноста е во многу поголема мера ограничена од содржини кои што би биле несоодветни за одредена возраст на децата. Постојат техники кои што не само преку овој приречник, родителите може да најдат и многу други ресурсни материјали каде што ќе читаат дека ќе видат. Секој телефон мобилен денеска ја има можноста да го ограничи времето на детето кое што користи интернет, користи мобилен телефон и слично. Да, тоа би било одговор на прашањето или една од темите кои што ќе ги има на утрешната работилница за која што повеќе детали ќе дадеме кон крајот на разговорот е за тоа како ефикасно да се следи и да се контролира времето што го поминува детето пред екран и користењето на дигиталните уреди. Многу пати сме ги отвориле темите за менталното здравје на децата и на овие млади генерации. Нешто што навистина влијае за нивното нарушување на некој начин на нивното ментално здравје, ако се постигне по недозволени содржини, несоодветни содржини кои што ги следат, тогаш апсолутно има влијание. Ако зборуваме за потенцијални последици, исто така и тие се многубројни и врз физичкото и врз менталното здравје. И на тоа сме сведоци. Токму така, да. Значи, затоа велиме дека се мора да се прави умерено, мора да се внимава. Дел од физичките последици кои што се случуваат, особено може да бидат ако го оставите детето поголем број на часови да поминува пред телефонот во некоја легната состојба, значи развивањето на рбетот, збориме сепак кај малите деца, поминување повеќе часови во некоја свиткана положба и не е од здравствен аспект не е добро. Предолго време поминување пред екранот исто така го оштетува и видот. Не често, не ретко, тоест сме сведоци на некогаш децата ќе се затворат во соба навечер и скролаат, работат значи во темница, а самите очи на тоа се оптеретуваат. И самото користење на мобилен телефон во последните час-два пред спиење го нарушува можноста за долг и непрекинлив сон. Така што тоа се физичките, да речеме, недостатоци. Во поглед на некои од предизвиците за психичкото здравје што велиме кај младите деца е што изложеноста на различни апликации, значи користењето на многу апликации како TikTok, многу од социјалните мрежи, денеска е многу поголема подложноста на булинг, на копирање на одредени она што се смета за социјално оправдано или социјално очекувано однесување, гледање на следење на многу реклами, значи знаат да створат многу често стрес, анксиозност кај децата, така што тие немири знаат да направат потоа многу подолг и поголем проблем во самиот психолошки развој на децата и затоа треба многу внимателно да се пристапи кон сето ова. Важно е родителите и децата да разговараат за она што децата го прават на интернет. Родителот е важно да разбере какви игри игра неговото дете, можеби кои содржини ги посетува, да
да го наведе кон едукативни содржини, значи да не биде секогаш само играњето, бидејќи многу често времето кое се поминува на играње, децата се соживуваат со играта, се лачат одредени хормони кои што ги тераат, значи се покачува нивото на шеќерот во крвта, па им се јадат повеќе грицки и нездрава храна, значи едно со друго се повлекуваат многу различни состојби кои што го нарушуваат здравјето на децата. Да, и се создава таа зависност, која што понатака веројатно ја зголемува таа потреба од поголемено седење или поголемено поминато време пред компјутер или било кој друг уред. Ако зборуваме за комуникацијата која што ја има оваа алфа генерација, тогаш станува збор за сосема различна комуникација од онаа која што нели родителите се навикнати. Поради пристапот до технологијата која што ја имаат од најрана возраст, размислуваат самото размислување им е на поинаков начин, како што и се наведува во самиот водич од страна на авторите. Тие се родени во светот на iPhone, YouTube, TikTok, живеат во изобилство од информации кои што се наоѓаат само со еден клик. И ова е генерација во која што тие играат, учат и комуницираат различно од сите претходни генерации. Генерација која што меѓусобно се разбира можеби, но од друга страна нели малку не толку разбирливо од страна на повторно ќе речам повозрастните генерации. Неизбежно е ова и веројатно и понатамошните генерации тоа ќе биде начинот и на комуницирање и на функционирање. Но се има и позитивни и негативни ефекти или своја позитивна и негативна страна. Да, затоа е особено важна улогата на родителите и старателите во сите овие процеси, затоа што децата се ние зборуваме, направивме на група од 5 до 10 годишна возраст за која што го направивме овој прирачник, е дека важноста на родителите е особено голема. Децата на таа возраст не можат да знаат која информација е правилна, која е погрешна. Ако ги оставиме само да употребуваат дигитални алатки, ги доведуваме до ризик да малку не разликуваат која е реалноста, што е вистинскиот живот, социјализацијата со нивните врсници, социјализацијата со другите. Затоа родителот сметаме дека треба да биде еден од водичите ни сите овие процеси, да ги разговара со нив, мора да се едуцира за да подобро ги разбере, затоа што ќе видите дека 4-5 годишните деца скролањето, пристапот кон било која, така да кажеме, стаклена површина која што отсликува некаква слика или има некаква информација, многу полесно пристапуваат, поинтуитивни се него што се нашите генерации. Да. И мораме да го разбереме тоа дека има нив дел од секојдневието, но мора да им обезбедиме помош и поддршка за да се развиваат правилно, да не бидат изложени на сите оние ризици. Како што ги учиме децата дома дека не треба да зборуваат со непознати, не треба да споделуваат каде живеат, така треба да ги учиме и дека лични податоци на интернет не се споделуваат, кредитна картичка, податоците не се споделуваат. Значи има многу работи кои родителот треба како нормалното учење на сите други сегменти од развојот на детето да ги посвети и во овој сегмент. Така е. Како дел од овој наш разговор, пред да го завршиме, пред да споменеме за самата работилница, ќе наведам уште нешто, кое што исто така го има во водичот и е особено важно да се спомене. Авторите наведуваат дека дигиталниот свет е променлив и неограничен, тој постојано отвара нови простори во кои се населуваат децата. И тука е особено важно на кое што го споменавте, а тоа е да едноставно се зборува со детето, да секојдневно заедно да се откриваат тие невидливи механизми на медиумите кои што го крадат вниманието и времето и да се обликуваат навиките, вредностите и културата. Се вели научете го секогаш детето да поставува прашања, да бара одговори, да биде свој или своја, сега е се во ваши раце. И точно тоа е така, ако само малку се обрне внимание, тогаш може преку заедничка комуникација и заедничка работа на сето тоа и да се има достап до технолошките уреди и до одредени содржини, но истовремено да се едуцира, да се насочува во правилна насока. Така, поттикнувањето на љубопитноста е особено важно. Децата се љубопитни, тоа е нормално и така и треба да биде. И тука насочувањето на родителот кон алатки за учење, постојат многу можности, значи за користење на дигиталните платформи на секој можен начин. Ако родителот се обиде да насочи барем дел од времето на децата во едукативни програми, затоа што постојат и многу игри кои што помагаат во развој на моторика, во развој и на размислувањето, пристап кон решавање на проблеми, така што никој од нас не сака да рече дека постојат само опасности, постојат многу предности, но клучно е секојдневната соработка на родителот со своето дете за да може правилно да се развива тоа во медиумскиот и во дигиталниот простор. Да.
И сега можеме слободно да најавиме дека утре во 18 часот во културниот центар Бруталиск ќе се случува работилница за родители. Запознај го дигиталниот свет на твоето дете и тука ќе биде всушност и промоцијата на водичот за кој што зборуваме за медиумска писменост, дигиталниот свет на генерација Алфа. Зборуваме токму за предизвиците со кои што се соочуваат родителите, така ќе биде и на самата работилница. Веројатно голем интерес од родителите, малку повеќе за организацијата на работилницата, каков интересот, кој се може да присуствува, на кој начин и слично. Така, значи утрешниот настан има за цел да малку повеќе го доближиме овој прирачник до родителите. Во Бруталиск во 18 часот во организација на Младинскиот образовен форум, кој што е еден од имплементирачките партнери на проектот Носет за медиумска писменост, ќе одржиме работилница со дел од авторите кои што ќе разговараат и ќе презентираат, ќе се обидат преку разговор интерактивен со родителите да разговараат токму за овие проблеми и предизвици кои што ги разговаравме денеска. Идејата е да секој родител што сака нема потребно да се регистрира, може и со своето дете, може да дојдат во 18 часот утре. Оние кои што не би биле во можност да не посетат, секој имаат пристап до прирачникот и преку нашите дигитални платформи, односно нашиот проект е член на мрежата за медиумска писменост, така што ако било кој граѓанин реши да сака онлайн да го види, mediumskapismenost.mk, тоа е веб страница на Агенцијата за аудио-визуелни медиумски услуги. Во делот на прирачници е поставен токму и овој прирачник, значи сакаме да биде достапен до секого. Бесплатно е да може да го симне, да го разгледа, а кој е повеќе заинтересиран да направи разговор со дел од нашите уредници и креатори на овој прирачник, ќе може утре да дојде да поразговара со нив во 18 часот. Така, го имаме прирачникот и тука на нашата маса, чисто да видиме визуелно нели како изгледа, а содржината внатре, веројатно сите оние кои што ќе го добијат ќе може да ја прочитаат. Да го кренам, Вики, да го прикажеме тоа. Па, ако зборуваме за водич кој што е изработен и кој што има навистина корисни совети и информации, тогаш колку беше предизвик самата изработка, колку, да кажеме, време и труд се вложи во истиот и на крајот очекувањата кои што веројатно би требало да бидат позитивни, поточно да има ефект. Така, значи процесот за ова требаше да бидам искрен повеќе од 6-7 месеци. Од причина што не само тимот што го работеше како креатори кои што работат и како наставници, но и детски психолог, правевме фокус групи со родители да поразговараме со какви проблеми тие се соочуваат, како ги адресираат, што сметаат, значи ни требаше време да поразговараме со повеќе луѓе, затоа што не е ова единствениот прирачник, постојат повеќе прирачници со развој на технологијата и овој за некој време ќе треба да се надгради, така да кажеме. Целта ни беше барем во моментов она што во Македонија се случува, родителите, проблемите со кои се очуваат, да ги издвоиме и да пробаме да ги адресираме. Така што овој тим на, да кажеме, на 3 креатори, заедно со целиот тим на Младински образовен форум, дел од тимот на проектот Носет за медиумска писменост, заедно го развива ова со месеци, со фокус групите, со многу пристапи од други родители, од наставници, ни помага заеднички да го креираме целиот прирачник. Да. Кога ќе заврши оваа работилници, кога веројатно ќе дојдат поголем дел на родители и сите оние кои што се заинтересирани, па дури и дечињата кои што можат да резонираат и да разберат за што точно станува збора, тие се со умни главчиња и сигурно дека ќе разберат од она кое што се советува и препорачува. Што е следно во однос на оваа тематика, ако зборуваме за дигитализацијата, за опкружувањето во кое живееме, како генерациите кои што не се толку навикнати или кои што немале можеби таква младост или таков период да ги разберат овие нови алфа генерации? Ние основната цел преку целиот проект е да помогнеме на различни начини за воведување на медиумската писменост во основното, во средното и во високото образование, но работиме неформално. Разбирајќи го фактот дека и родителите се соочуваат со вакви предизвици, постојано се обидуваме креираме ресурси и материјали кои што ќе им помогнат за подобро разбирање на како се развива технологијата, што ни се случува, како ги примаме информациите, изложеноста кон дезинформација и слично, и постојано креираме ресурси. Значи, овој прирачник очекуваме дека за година-две ќе доживее одредена надградба. Имам исто така креирано веб страница каде што секој кој што е заинтересиран се вика добро проверено. На таа страница може од најмладите до најстарите да посветат од 5 минути до неколку часа да научат малце повеќе за медиумската писменост, за како се развиваат делосодржините, како се развива технологијата.
така што постојано се обидуваме преку проектот да нудиме ресурси до кои што ќе може секој да пристапи да постојано се надградува себе си и да може да се справи со предизвиците на дигиталниот свет. Јас благодарам за вашето гостување и за тоа што имавме можност денеска да позборуваме на овие и важни прашања или теми кои што ќе ги има и во склоп на утрешната работилница, но и колку што можеме да одговориме на некои прашања со кои што се соочуваат родителите или дилеми кои ги носи современото време. Ако зборуваме за алфа децата кои што се глобално поврзани, повеќе од сите други генерации во историјата на човештвото, не споменавме, но логично се надоврзува на тоа дека ако тие комуницираат на малку поинаков начин, тие имаат и универзален јазик. Лесно ги разбираат сите оние барања на апликациите, правила на видеоигрите, начинот на пребарување на содржини, што е уште поинтересно е дека истовремено зборуваат и уште еден јазик. Тоа најчесто е англискиот, но може да се појави и уште некој токму преку тоа или на тој начин време поминато пред технолошките уреди, што на некој начин не е позитивна страна на сето тоа. Точно така, значи оваа генерација ќе биде многу полесно барем билингвална, односно ќе зборува барем два јазика, дополнето со нивните дигитални познавања и природноста да се снајдат и со како се развиваат новите апликации, нив им се многу поприродни него на нас како повозрасни додека да се снајдеме со нивната употреба. Ние ќе ги поканиме уште еднаш сите оние кои што се заинтересирани утре во 18 часот во културниот центар Бруталист да дојдат на оваа работилница посветена за родителите, но и за промоцијата на водичот за медиумска писменост за кој што зборувавме и за овие теми и прашања кои што денеска ги обработивме во утринската тема. Го има ова како настан на Facebook, начин на кој што исто така можете да се информирате, да поставите некоја прашање ако ви интересира и слично. Ќе ја следиме работата, ќе бидеме во тек во следната сезона. Веројатно ќе имате нови проекти кои што ќе бидат општествено важни, па ќе имаме можност да ги реализираме во утринската тема. Убав ден посакувам.